Почитувани присутни, почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите, почитувани инвеститор Перо Спасевски и поздрав до останатите инвеститори во ова инвестициска во овој инвестициски предизвик. Почитувам потпредседател на владата Николовски, почитувам градоначалник на Лозово, почитувам градоначалник на Свети Николе, почитувам советник за земјоделство во владата на Република Северна Македонија. Секогаш ми представува особено задоволство кога ќе посетам инвестиција која се одликува со храброст и иновативност. Така и овој пат со оваа посета и средба со инвеститорите на биогасната електрана Сарамзалино во општина Лозово. Биогасната електрана Сарамзалино е постројката со инсталиран капацитет од 2000 киловати, целосно се вклопува во заложбите за енергетските политики на владата за комбинирано производство на електрична и топлинска енергија од обновливи извори. Уште два фактори се вклопуваат во нашите заложби. Приватната инвестиција да се прифати предизвикот и да се влезе во една ваква инвестиција и дополнителната вредност на овој проект како ресурси за оваа електрана да се користат ресурси, односно биомаса од сопствено производство и преку развивање на соработка со локалните земјоделци, фармери и преработувачи на храна и земјоделски продукти. Со тоа оваа инвестиција ја заокружува својата цел да учествува во зголемувањето на домашното производство на електрична енергија од обновливи извори согласно енергетската стратегија на државата, како и поттикнување и модернизација на земјоделското производство во регионот и унапредување на соработката со локалните фармери и стопанства. Инвеститорите имаат под концесија 200 хектари, а вкупно им требат 600 хектари за севкупно максимално производство на електрична енергија. Соработката со локалните фармери ќе биде драгоцена и навистина испракам порака на предизвик од сам почеток на сеидба во координација со инвеститорите да се организира производството. Бенефит ќе има за сите. Изградбата на електраната е започната во јули 2020 година и сега гледаме дека се превршуваат градежните работи, каде ќе биде опремата за обработка за биомасата и започната е монтажа на опремата за производство на биогаз. Инвеститорите ме информираат дека до крајот на годината ја очекуваат испораката на генераторските единици и со нивната монтажа ќе се комплетираат градежните активности, пошто е предвидено пуштањето во употреба на електраната во април наредната година. Стручноста во изведбата на електраната ја гарантираат компании од Австрија со германска технологија кои што работат овде во Северна Македонија. Вкупната инвестиција во оваа биогасна електрана Сарамзалино е 6 милиони евра и тоа во првата фаза, каде што обезбедува 15 дополнителни нови работни места. Годишното производство на електрична енергија од обновливи извори ќе ја задоволи потрошувачката на 2750 домакинства во државата. Што се однесува до сопственото земјоделско производство, компанијата веќе има обезбедено државно земјиште под закуп, како што кажав, на кој е започнат инвестиционен проект за модернизација и унапредување на производството на силажна пченка преку воспоставување на подземни системи за наводнување. Инвестицијскиот циклус во земјоделството е започнат во 2021 година и ќе достигне со вкупна инвестиција помеѓу 1,5 милион и 2 милиони евра дополнителни инвестирани пари во системите за инвестирање. Како што беше кажано и од инвеститорот, и од градоначалникот, и од потпредседателот на владата, бесконечноста на овој проект навистина е видлива, заради тоа што самото користење на топлинската енергија може да има мултифункционално користење од спа центри до оранжерии, до производство на други домашни дефицитарни производи како што е сушено јајце и така натаму, за да може да генерира дополнителен развој на овој драгоцен наш плоден регион во нашата земја. Им честитам на инвеститорите за оваа иницијативност и предизвик, им посакувам успех и убеден сум дека ќе бидат инспиративен пример за многу други. Благодарам.